Почитувани гледачи, по кратката пауза еве сме повторно назад во студио. Ете доколку подоцна се вклучивте на програмата на Канал Плюс телевизија, ја следите утринската емисија Рано наутро. Уште на почетокот јас и мојот колега напоминавме дека денеска 7 април е ден на здравството. Здравствените работници имаат посебна одговорност во општеството која произлегува од вршењето на својата дејност човекот. Затоа нивното севкупно однесување е посебно важно во вршењето на работата и работните задачи и се темели врз високата стручност, етика и хуманост. Се смета дека негата на болните е стара колку и човештвото. Постоењето на човештвото секогаш се поврзува со страдање, борба за опстанок, потреба за дружење и меѓусебно помагање. А на оваа тема, почитувани гледачи, во меѓувреме ни пристигна и нашата денешна гостинка, дипломирана медицинска сестра Оливера Јанкова и председател на Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушери. Добре ни дојдовте во утринската емисија Рано наутро. Добар ден на вас, добар ден на гледачите на Канал Плюс. Така, ете како што кажавме, денеска е ваш ден. Подоцна од разговорот ќе разговараме малку и за професијата медицинска сестра, но најпрво како што кажав, вие сте председател на Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушери, па ете да ни кажете нешто повеќе околу ова здружение, која е вашата визија и колку време веќе постои? Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушерки во општина Кочани постои повеќе од 30 години. Секоја медицинска сестра која ќе се вработи станува член на нашето здружение. Во моментот со гордост можам да кажам дека нашето здружение брои 123 члена во нашето здружение, од кои еден специјалист по патронажа, 26 дипломирани медицински сестри и останатиот персонал е персонал со над 10 години работен стаж, што имаат искуство во работата, и имаме персонал кои што се скоро вработени во последните 2-3 години со новите вработувања, и тие се наши членови. Нашето здружение се грижи за едукација на сестрите, за усовршување во работата, запознавање со новитетите во областа на медицината. По тој повод ние одржуваме конгреси, семинари, предавања, стручни средби и се трудиме секогаш да бидеме присутни и нашиот персонал на сите предавања, стручни предавања што се од областа на медицината. Така. Ете накратко да ни ги раскажете и сите тие активности кои што досега ги имате спроведено, нели за подобро да ги запознаеме нашите гледачи. Ние имаме подготвено и некои слики, ги извадовме од вашата страна, видовме дека сте посетиле повеќе институции, но ете од вас ќе слушнеме повеќе за овие активности. Во изминатата година, во текот на 2015 и досега во 2016, нашето здружение присуствуваше на конгресот кој што се одржа во Хотел Дрим Струга под мотото Здружени во професијата. Имавме представници од нашето здружение од општина Кочани, 12 представници. На тој конгрес присуствувавме со 3 теми, со предавања, од кои едната бев јас со темата диетални навики и правилна исхрана кај децата. Мој колега, исто од Општа болница Кочани, присуствуваше со тема економските промени во здравството и условите за работа, и имавме една наградена. Ете, прекинам, овде од режија може да ги пушти и сликите, па ќе ги коментирам. Добро. Режија, може, ете. Ова е предавањето кое што се одржа на 24 ноември во болницата, градската општа болница во Скопје. Од поканети бевме од Асоциацијата за дезинфекција и стерилизација. Присуствувавме сите вработени од секој одел по еден кој што се занимаваат со стерилизација и дезинфекција. Така, ете да видиме и наредна слика. Ова е последното предавање кое што е одржано во Општа болница Кочани. Предавањето беше на тема срцево белодробно оживување. Предавањето го одржа секцијата за итна медицинска помош од Скопје. Со нив сме во соработка. Се очекува уште едно предавање во јуни во Општа болница Кочани. Ова сликата е прв пат досега. Моето работно искуство е 13 години во Општа болница Кочани.
Прв пат досега Сдруженијето ги посети сите дежурни медицински екипи, почнувајќи од брза помош до хирургија. Значи сите медицински екипи беа посетени, ова исто од предавањето кој се одржа во Општа болница за белодробно. Да, срцево белодробно оживување. И ова верувам од дел од детско оделение, беа посетени и детско оделение, сите оделенија, ова исто така. Да, од Скопје, од предавањето Градска општа болница, предавањето во Општа болница Кочани. Така, ете рековте дека извршувате повеќе обуки, пред се за доедукација и едукација на медицинскиот персонал. Да. Ете колку сте задоволни од овие активности кои што ги реализирате? Па се надевам дека персоналот кој што е во Општа болница Кочани засега е задоволен, затоа што се трудиме да бидат што поедуцирани, што по-запознаени со новитетите, затоа што медицинската професија не е професија која што може да се научи од книга и да трае цел век. Значи тоа е професија која што секојдневно се учи. Од пракса, така. Да, пракса, новитети излегуваат нови диагностички процедури, нови начини на лечење. Тоа е навистина така, значи медицината се учи цел живот. Цел живот, да, не е наука научена од книга за еден век. Значи мораш постојано да бидеш со пациентите. Секој еден пациент е посебен на свој начин, секоја болест, секоја тежина на болеста е посебна на свој начин. Друго е пракса, друго е книга. Во медицината никогаш 2 и 2 не е 4. Така. Ете, кога сме веќе кај тежината, колкава е тежината на вас, на медицинските сестри? Дали е иста, односно која е улогата, дали одговорноста е иста како и на лекарите, исто и на вас? Медицинската сестра е должна, кога ќе дојде пациентот, значи уште на влезот од вратата, да ја погледне состојбата на пациентот. Значи дали може да оде сам, дали оде со придружба, дали е комуникативен, дали не е комуникативен. Изгледот на лицето, изгледот, движењето, дали правилно се движи, дали се... Вие сето тоа мора да го препознаете. Да го видиш, за да можеш правилно и поточно да го пренесеш на лекарот, кој што ќе пристапе, за да го прегледа, за подобра диагноза да се постави. Натаму се прават испитувања, кои што ги назначи лекарот. Медицинската сестра е должна да го спроведе правилно пациентот. Дали треба да му се земе крв, дали треба да оде на ехо испитување или на некое друго испитување, значи тоа е должноста на медицинската сестра. Откако ќе се одлучи дали пациентот ќе леже на оделение, во некој од оделенијата од болницата, значи најмногу бројно медицински сестри се по оделенијата. Така. Значи должноста на медицинската сестра што работи на оделението е да го прифати болниот пациент, без разлика дали се работи за дете, за возрастен пациент или за стара лице. Значи медицинската сестра е таа што ќе го прифане пациентот. Треба да знае дека покрај болеста пациентот може да е вознемирен, затоа што се наоѓа у таа состојба. Значи никој ја не ќе болест. Проработува и психолошкиот третман. Да, мора да ги анализираш пациентите, мора да имаш пристап спрема нив. Значи тие и покрај состојбата што се наоѓаат во болни, што се доаѓаат во болница, тие се одделуваат од фамилијата. Значи доаѓаат кај сосема нов персонал, во сосема нова средина. Се среќаваат со луѓе кои што досега можеби и не се ги видели. Можеби прв пат се во болница. Ете, вие се извинувам што ве прекина, вие сте медицинска сестра на педиатрија. Тоа за дечињата е уште поголем стрес кога се во болница. Да, за децата е посебен пристап. Значи секоја работа со деца е посебен пристап. Тие се вознемирени секако. Значи болни се плюс се вознемирени. Значи доаѓаат во болница. Првиот нивен чекор во болница е травматски. Така. Значи ние треба медицинскиот персонал да знаеме да пристапеме со децата, да знаеме да ги прифанеме, треба да љубезен да бидеш према децата, затоа што децата се најчистите суштества и искрено суштество. Значи тие ако те прифатат уште кога ќе влезат во оделението, значи ќе бидеш прифатен. И ќе сакаат да продолжат да останат таму. Да комуницират, ќе си кажат што ги боле, значи има пациенти што не можат да кажат, или маленките дечиња некогаш и не може да кажат. Тука се нивните родители. Сега, кога се работи со деца, значи треба да се знае дека
и спрема родителот треба да имаш пристап. Така. Значи, тај пристап, родителот треба да сванеш дека е травматизиран. Млади родители, мали деца, прв пат доаѓаат во болница. Значи, пристапот треба и спрема родителот да биде на посебно ниво. Значи, треба да му објасниш на пациентот, треба на родителот да му објасниш дека секоја болест има лек. Значи, тука кога е дојдел, значи да стекнеш доверба кај пациентот, доверба кај родителот, за да можеш престојаш во болница да му го малку олеснеш. Така. Ете рековте дека сте медицинска сестра на педиатрија. Каква е состојбата сега? Има ли голем број на дечиња кои што се на детско оделение во Кочани со оглед на тоа нели дека имаме навистина променливо време, имавме пред 2 недели многу ниски температури, одеднаш температурите достигнаа и до 25 степен, што навистина ете како што тоа може да влие на хроничните болни, така и за дечињата. Ете каква е состојбата во Кочани? Во Општа болница Кочани на детско оделение од јануари месец, значи од 1-2 јануари до сега имаме огромен број на пациенти. Значи ние во моментот имаме над 1300 пациенти прегледани од јануари до сега. Значи тоа е огромен број на пациенти, огромен број на хоспитализирани пациенти, околу 200 пациенти имаме хоспитализирано. Мада работата треба да ја сакаш за да пристапеш и да работиш. Секоја работа која работиш од срце, ќе имаш успех у работата и ќе допринесеш. Затоа и кажавме на почетокот, ова професија е една од најхуманите професии, да им се помага на луѓето ете да се исправат на нозе, така народски кажано. Ете што е друго важно што треба да го знаеме за вас медицинските сестри, како повеќе треба да ве почитуваме? Професијата медицинска сестра е една од најхуманите професии. Значи медицинската сестра освен кога е на работа, значи таа работи цел ден, работи дневна смена, работи ноќна смена, работи за викенд, работи и за празник. Нема одмор. Нема одмор, меѓутоа и кога ќе си отиде дома, таа е на повик. Значи може да биде у секој момент повикана, без разлика дали е на работа, дали е на приправност, дали не, таа секогаш треба да биде достапна за своите пациенти. Ние сме у контакт секогаш со пациентите. Случува се кога ќе се отидеш од дежурство, значи или кога ќе се отидеш од смена, че размислуваш дали тај пациент е добро негуван, што му треба, дали треба нешто наредно да направиш, дали не треба, дали си се направил у текот на ноќта, дали си добро постапил. Но тоа е веќе човечност, тоа си е карактер. Остануваш со пациентите, значи и кога си надвор од болницата, ти си со пациентите. Да, ги мислиш со пациентите. Пак ќе го кажам тоа, значи за една работа да има успех, потребно е со љубов, со срце да ја работиш работата. За да бидеш прифанен и од пациентите и тогаш ќе видиш успех кај пациентите. Така. Ете, во последно време со какви се проблеми се соочувате, односно кои се најчестите заболувања кај децата па и кај возрастните? Од промените на времето, значи моментално во Општа болница Кочани имаме бронхити, имаме бронхиолити кај бебињата, срцевите болни многу страдат поради промена на времето. Во последно време, последниот месец, имаме неколку гастроентероколити, вомитус, значи тие ги решаваме колку можеме случаеви, затоа што некои случаеви се определени, не можеме да ги обсервираме у нашата болница, дојдат само на обсервација и продужат на инфективно оделение Штип. Значи секоја болест е посебно за себе. Секоја болест знае се дека се третира, на кој оддел се третира и како треба да се третира и на кој начин треба да се третира. Значи, за секоја болест најбитно е кога ќе пристапат пациентите и кога медицинската сестра ќе ги пречека. Значи најпрво ги пречекува секогаш у секоја болница медицинската сестра пациентите. Кога ќе ги пречека, значи треба да ги праша на што се жалат, која е причината што се дојделе у болница. Дали се до сега били у болница? Кога ќе се постави диагнозите, која е, што е, кога лекарот ќе ја постави диагноза и кога ќе каже што натамо треба, значи медицинската сестра е у контакт со пациент и таа треба да ја објасни. Значи што треба да јаде, што не треба да јаде, што треба да пие, што не треба да пие. Значи се што треба
да тече, значи за болеста. Кога треба да се прима леко, кога не треба да се прима леко. Значи лекарот е тај што ќе го назначи примањето на терапијата, а медицинската сестра е таа што ќе ја спроведе терапијата. Значи медицинската сестра ја деле терапијата на пациентите. Значи тоа е навистина голема одговорност. Ете кажавте дека се полни одделенијата, секое дете или секој пациент си има посебна диагноза, а вие сето тоа треба успешно и одговорно да го спроведете. Да, посебно и кога пациентите се испуштат од одделение. Значи не е завршено кога ќе се приме пациент, се лече на одделението колку е потребно, колку назначи лекар за тоа, колку е потребно. Значи кога пациентот ќе заврши лечењето на одделението, зборам и за детско одделение и за сите одделенија се исто, значи кога ќе треба да го напушти одделението, повторно се среќава со медицинската сестра што е на оддел. Таа треба да го испрати. Значи, гордост за медицинската сестра е кога ќе го види пациентот на нога, здрав, исправен и задоволен да го напушти одделението. Таа треба да му назначи, да му каже, да продолжи со самостоен живот, да ја прифати болеста, да му каже дома, значи што треба да прави, што не треба да прави, и што треба да јаде, исто што треба да пие и на што треба да обрне внимание. Така. А ете, можете ли од досегашното ваше искуство да ни издвоите некоја така интересна случка со вашите пациенти? Дали со дечињата, дали со возрастните? Има, значи, на одделенијата медицинскиот персонал може да се сретне и со лоши искуства, може да се сретне и со добри искуства. Јас имам таа привилегија да работам на детско одделение у Општа болница Кочани и сум многу задоволна и со кеф ја работам работата на детско одделение. Задоволна сум кога пациентите ќе ме сретнат по градот, по општината и ќе кажат таа тетка беше, таа тетка ме боцка. Кога ќе ми пружат рака, кога ќе придат и кога ќе кажат благодарам. Имав пациент на возраст од 8 години, многу убава црташе. Дојде во лоша општа состојба, бевме цела ноќ со него, негде беше околу 8 март, пред 8 март. Значи, пациентот како ме скинирал, како ме е видел, како сум била у неговите очи, значи работе се за дете малолетно од 7-8 години, значи има дарба за цртање, така ме е нацртал. Значи јас кога дојдов наредната смена, на лист ми го подари листот за 8 март и ми кажа благодарам. Значи тоа е нешто што никогаш нема да го забравам у животот, значи така, како што кажавме, децата се најискрени, најневини суштества, уште поголема еве чест за вас, што ете 8 годишно дете ја проценило вашата добрина и ете ве нацртал. Да. Ете, што друго сакам да ве прашам околу здруженијата. Дали поголем дел сте медицински сестри жени или има и медицински браќа? Во Општа болница Кочани од 123 членови, значи на општинско ниво зборам, само 2 се медицински техничари. 124 и мнозинството, значи. 121 се медицински сестри. Поголемиот дел се мажини со деца. А ете зошто е тоа така? Немаме ли доволен број на медицински браќа во Кочани? Па мислам дека повеќе женскиот пол се определуваат на таа професија и повеќе се жени. Ете, како наоѓате време да работите на сите овие активности кои што ете во текот на разговорот ги напоменавме, покрај тоа што сте медицинска сестра на педиатрија, како наоѓате време да со здруженијето, ете претседател на здружение, сепак имате спроведено навистина голем број на активности и обуки? За се у животот треба да имаш љубов, кеф да го работиш, значи професијата си ја работам со љубов, со кеф и секогаш наоѓам време. Значи за се. Некогаш и помалку спање, некогаш брзаш. За се можеш да најдеш време. Значи се што сакаш у животот да постигнеш, ќе постигнеш. Само со упорност. Да, упорност треба да биде. Да го сакаш тоа што. Да, и професијата мораш многу да си ја сакаш за да бидеш успешен во животот.
Ете што друго е во план со вашето здружение во иднина? Значи, денес е ден на здравието. Би сакала да и посакам многу здравје на сите гледачи на телевизија Канал 5, Канал Плюс. Така. Ние сме секогаш, медицинскиот персонал, пристапни за сите. Значи, не е битно дали сум јас на работа, дали сум излезена. Секогаш секој може да ме праша за некој совет, може да ми се обрате. Секогаш ќе бидам пристапна за секој од пациентите. Денес во Општа болница Кочани во 13 часот има свечен коктел. Ќе биде присутно и здружението, значи ние ќе излеземе со свој говор на коктелот. А за скорошни активности, значи 12 мај е ден на медицинската сестра. За 12 мај по повод на ден на медицинската сестра планираме да одржиме исто свеченост во Општа болница Кочани. На таа свеченост се доделуваат награди на пензионираните кои сте отишли во 2015 година и награди за хумани сестри за некои своји достигнувања во професијата кои што ги си ги имале во своите оддели. Благодарници за некои што се ни помогнале во здружението. Еден свечен коктел би требало да има, а инаку здружението во јуни планира уште едно предавање во Општа болница Кочани. Планира во 2016 година, до крајот на 2016 година, да спроведе уште одење на семинари, на стручни средби. Наредно предавање ќе биде во ноември, третото предавање за оваа година што ќе се одржи во Општа болница Кочани. И како традиција од минатата година планираме во декември да одржиме годишно собрание, што оваа година за прв пат се одржа во Општа болница Кочани, годишно собрание на Здруженијето на медицински сестри. На тоа собрание се дава извештај за изминатата година што е направено и планот за наредната година што ќе се одржи. Исто така во план е, како и претходната година што беше, значи за денот на собранието кога се одржува годишното собрание, оваа година 2015 на собранието ги посетивме детско оделение и дечињата на детско оделение со новогодишни пакетчиња на пациентите кои се хоспитализирани. Исто така планираме да продолжи во традиција да се посетат сите дежурни медицински екипи, затоа што Општа болница Кочани, почнувајќи од брза помош, интерно оделение, детско оделение, нервно оделение, гинеколошко оделение и хируршко оделение, таа ноќ, новогодишната ноќ, се дежурни за цела општина. Покриват Виница, Берово, Делчево, Каменица, цел регион натаму. Значи се што се случува, покрај тоа што сите слават за новогодишната ноќ, има персонал. Вие сте на работа. Да, тие се на работа. Тоа е медицинската професија, значи секогаш се присутни за пациентите. Така. Ете, јас многу ви благодарам, си направивме навистина убав разговор, научивме нешто повеќе околу професијата на медицинската сестра и сите овие активности кои што ги реализирате со вашето здружение. И за крај ќе ве замолам, ете една порака, еден апел до целокупното население. Што ќе им порачате? Значи најпрво благодарност до вашата емисија што ме повикавте овде во името на Здруженијето на медицинските сестри. Би сакала да им посакам на сите многу здравје, многу среќа во наредната година. И ние сме секогаш тука за нив, за сите. Значи во секој момент можат да не контактираат нас. Ние сме персонал што секогаш сме на нога. Значи за сите достапни. Поштувајте ги медицинските сестри, тие се за вас тука во секој момент. Убаво кажано навистина, ви благодарам многу, еве што одвоивте време и покрај тоа што и денеска имате активности, ета да го напоменеме уште еднаш денешниот настан во 13 часот во Општа болница во Кочани ќе го одбележите овој ваш ден, денот на здравството. Да. Така, ви благодарам, па ете, се надевам дека ќе се видиме во наредна прилика, во денот кога е денот баш за вас, медицинските сестри. 12 мај, да. Благодарам.
Почитувани гледачи, ова беше разговорот со медицинската сестра Оливера Јанкова од Кочани, воедно и председател на Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушери. Го одбележавме на некој начин денешниот ден, 7 април, денот на здравството. Овде ќе одмориме со една кратка музичка пауза, потоа се враќаме во студио и се продолжуваме со сите оние содржини кои што денеска ги подготвивме за вас до 10 часот.